Добре дојдовте во процес. Аболицијата на функционери од власта предизвика револти кај затворениците. Тие најавија протест во четврток на 5 мај. Тука со мене е еден од нивните застапници, адвокатот Звонко Давидовиќ. Добре дојдовте. Боле ве најдов. Адвокатската канцеларија Јанковиќ Давидовиќ ги застапува барањата на околу 2000 затвореници колку што досега се потпишани на петицијата. На 5 мај е закажан протестот кој што уследи после откако председателот Иванов ги одби нивните барања за помилување, односно и на голем дел од нив не одговори. Така е. Одговори само на жените. Се зголемува ли бројот на затворениците во меѓувреме? Што се случува? Вака, значи од 3152 затвореника ние поднесовме за 2210. Зборуваме во државата? Во државата поднесовме за 2210 лица. Значи, тука е комплетно Идризово, затворот Скопје, Шутка, популарно наречен, Тетовскиот затвор, другите затвори полека се приклучуваа, но поради тоа што немаше одговор на ова барање, даде председателот, односно неговиот кабинет, одговор на барањето на женското оделение во Идризово, најверојатно луѓето видоа за што се работи и не доставуваа повеќе барања. Мада и ова е голема бројка, значи негде 70 на 75% проценти од вкупната бројка. Каква беше реакцијата кај нив откако не ги удостои да им одговори на... Разочарувачка е. Ние вчера и пративме некои писма до редакциите каде што осудените лица наведуваат дека се изненадени од ваквиот однос. И иритира односот, затоа што е очигледно дека е двоен аршин во прашање, односно селективна правда. Она што постојано го кажуваме. Ако председателот им одговорил дека немаат полномошно и поединечно треба да побараат она што го налага законот за помилување, тоа е веќе изигрување и препраќање на друга адреса наместо да се соочи со реалноста по неговата аболиција за политичката елита. Ако се обрати секој поединечно од нив, тоа оди преку основниот суд кој ја донел пресудата, имаме, тоа се судови цела Македонија, огромна. Министерство за правда, кабинетот на председателот, односно комисијата за помилување. Суштината е, ако не барале луѓето, барем така тврдеа, политичката елита и нивните соработници, не само што немаа полномошно, него тврда дека не ни барале помилување од председателот, а он го дал. Се поставува прашање зошто не го реши и не го даде за оние кои го бараат, него бара влакно во јајце па бара полномошно, а од друга страна многу почесен е односот на осудените лица. Они се осудени, така е, не бараат, точно не бараат утре да се на улица. Они викаат, луѓе, ние сме осудени, имаме правосилни пресуди на издржување на казна сме. Молиме 30 до 50% да ни се намали казната поради условите во затворот, затоа што еве политичката елита не одговара ниту еден ден, ниту се води, ниту ќе се води постапка, дајте нас овозможите ни. А оние што беа осудени на доживотна казна затвор, тие не бараат да им се намали и веднаш да излезат исто, него бараат 20 години, 15 години да биде казната. Така да има и тука разлика. Има ли притисоци? Вие веројатно се слушате, можеби се гледате со некој... Со Идризово, да, немаат притисоци. Тука во Мигов, барем јас немам сознание, можеби имаат ватре, а не кажуваат, но они самостојно, заеднички решаваат кои се чекорите понатаму. Еден од првите чекори им е ова што рековте, на 5 мај да се одржи протест. Како ќе биде тоа? Може ли тоа да го опишеме? Они се затворени лица. Точно, и они ми објаснија дека внатре ќе протестираат, она што законот го дозволува, значи мирни протести, а нивните роднини, пријатели, семејства, дури и вработени лица кои биле вработени во нивните фирми, а пропаднале затоа што, а имаме и такви, се во на издржување на казна и тие луѓе. Дури ги повикуваат и другите кои што сметаат дека правдата во Република Македонија не е еднаква за сите. Слушнав дека и Хелсиншкиот комитет е известен и некои други невладини организации кои се ќе се приклучи, ќе видиме. Значи ќе бидат и нивни роднини ќе бидат пред затворите. Така е. Како можно ли е доколку не се исполнат барањата
на порадикални мерки или незадоволството да ескалира? Можно е, знаете како, тоа се луѓе кои што ја излежуваат казната. Знаете зашто ме прашувам? Затоа што во затворите уназад долго време имаше најави за протести, некакви штрајкови, па беа задушувани и така натаму. Дали сега се подготвени да одат до крај? Најверојатно, по она што никош не можете да бидете сигурни затоа што не сте таму со нив. Јас знам кои се условите дека се навистина катастрофални. И додатно иритира овој миг каде што воопшто не се удостоени ни со одговор, камоли па да им се уважат макар едно делче од барањата. Дури просто една информација дека 120 луѓе се помилувани надвор од ова наше барање, но таа информација не можевме да ја потврдиме за жал, затоа што немаме каде да провериме. Да се најдат имињата. Така е. Дали меѓу потпишаните има, дали е Љубе Бочковски, Велија Рамковски, ви имате ли тие списоци? Можеби ќе ви изгледа чудно, ние ги имаме списоците и ги пративме до кабинетот на председателот, комплетните списоци оригинални. Не ги гледавме на тој начин луѓето, значи одбегнавме да го правиме она што го прави председателот. Значи нас не ни беше битно кој е меѓу, дали е звучно име, што е по националност, кој кривично дело го сторил, како се вика, кој човек е, дали е битен, дали е политички предмет, не е. Буквално не беа луѓе кои што бараат правда и бараат барем дел од казната да им се намали. Не сакавме истата работа да ја направиме, па селективно да гледаме овој битен, сите луѓе се битни за нас. Објаснивте дека има селективна правда. Точно е. Како го коментирате тоа што луѓе со ситни кражби се наоѓаат зад решетки, а се аболицираат луѓе за тешки кривични дела? Трагично, знаете, као адвокат не можем да го разберам тоа и тоа нас не пречи и во нашата пракса и во нашето работење, затоа што имате двојен режим. Немате правила на игра, она што одамна го зборуваме. Знаете како, не оправдувам ни едно насилство, не оправдувам сторување на кривично дело, али ако споредите некои работи, морате да споредувате и као обвинител, и као судија, и као адвокат. Ако за некого барате притвор, затоа што искршил канцеларијата на председателот, запалил слика на председателот, што е големо прашање што представува, затоа што не е тоа државен символ, но во секој случај барате притвор за него, а не барате притвор за изборни нерегуларности, за примање на подкуп, за многу други сериозни работи кои што ја тангираат целокупната држава, онда навистина нема логика и навистина не можеме да кажеме дека правдата делува и дека нема селективна правда. Впрочем, многу луѓе викаат, извештајот на Прибе. Ма не е само извештајот на Прибе. Значи, долго време извештаите на Европска Унија се катастрофални во делот на судството. Зборувам судството, она што е мој фах. И стручната домашна јавност исто тоа го потенцира. Навистина имате два аршина. Не е во ред некој ако припаѓа на една политичка опција која е на власт, не само ВМРО, утре и СДС и било кој да дојде на власт, не може да биде надвор и над законот. Тоа е нешто што не јаде се години. Чинам дека сега им се продолжени притворите на луѓето од протестите. Не сум сигурен, знам дека беше определено 8 дена, дали им се продолжени домашен притвор, навистина не знам. Во исто време, за транспортер, каде што беше определена мерка притвор од 30 дена, беше укинат и беа пуштени. Што е навистина страшно. Не можете да ги споредите делата. Не е ни друго дело багателно, али не е ниту така опасно, ниту така ја тангира ни платниот промет, ни државата. Као. Очигледно реформи му престојат, добри реформи на судството. Знаете како. Односно да се ослободи од извршната и законодавната и политиката. Има судии кои што се честни, неспорно, но и они носат дел од вината, исто како и другите, кои, не викам ја дека се взимаат пари, али се под страшно влијание. Дури често пати имаме чувство дека не мора никој ни да им се јави да донесат за да знаат каква одлука се очекува да биде донесена. Другиот дел, кој што не го прави тоа, не излегува јавно да каже, да се спротивстави на било кој начин. Затоа што ако не чуете глас,
не знаете дека навистина има луѓе кои што не се согласуваат. Испаѓа дека сите се задоволни и сите се мирни, еве платата барат покачување од 35% во мигот која државата навистина на коленици и во хаос. Безбедносно, политички, правно, секако, како сакате. Еден генерален резбор ќе мора да има. Често пати слушаме, знаеш, СДС ги менува судиите, ВМРО, тоа и едните и другите го направија. Преку 600 судии во едно и во друго време се именувани и очигледно е дека Судството треба да се ослободи од влијанието. Но не е виновна, повторно ќе ви кажам, не е виновна владата, не е виновна извршната власт. Значи, не постои, верувајте ми, ни една земја во која извршната власт не сака да стави рака. Сака, секаде. Судството е многу битен елемент. Ама судството знае да одолее во другите земји на таков притисок. Да каже не. Така е. Знаете зошто? Ако ви имате траен мандат, ако сами меѓу себе се бирате, дури имате свој буџет, кој што може да ви направи, од што се плашите? Не може да дозволите да има такво влијание извршната власт. Секој сака, и во Америка сака, председателот ги именува судиите на Врховниот суд. Али нема шанси судијата на Врховен суд да донесе порачана одлука. За жал. Кај нас е спротивно. Како ќе го протолкувате апсењето на колегата на новинарот Зоран Божиновски, носењето во Македонија? Вака, јас и директно учествував во предметот шпион. Јас го застапувам Александар Диневски и знам некои работи околу тој предмет. Постапката за Зоран Божиновски беше издвоена, раздвоена од другите беа осудени, но знаејќи како се суди... Токму дури сега го донесува и како... Навистина, не знам, најверојатно погодуваат некои работи или имаше расположение од Република Србија да го испорача овде. Се слушаат секакви муабети, не би сакал да шпекулирам како адвокат, но едно знам, каде што јасно и гласно не се кажуваат работите, него се ставаат под килим, секој пат има шпекулации и добра приказна, интересна. И околу него се интересни приказните, не знам. Од Смилковско езеро до, да не ги повторувам, се тоа во некој... Да, имаше доста приказни кои што ги пушташе во јавност, во социјалните мрежи. Но факт е дека за него тек треба да се суди, но многу интересно дека судбината негова, на неговото судење, многу зависи од судбината на останатите во шпион. Во Мигов, специјалното јавно обвинителство го презема тој предмет и воспостави со решение стварна надлежност на тој предмет. Како ќе постапува понатаму е големо прашање, закажано е за мај, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Добро, останува, значи, да го најавите уште еднаш протестот. На 5 мај сите осудените лица ги повикуваат сите оние кои што сметаат дека правдата во Република Македонија има двоен аршин и не е за секого еднаква, да биде присутен и да го искаже својот револт пред затворите во Република Македонија кој каде се наоѓа. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Разговорот.